Да, кој е гостинка во вечерното издание на вестите, министерката за енергетика Сања Божиновска. Поминуваат 2 години од постоењето на ова релативно ново министерство. Министерке, добро дојдовте во вестите на Алфа. Може ли да ни кажете, еве за 2 години, кои се проекти се започна, кои се во тек, до каде е нивната реализација? Благодарам за поканата. Навистина 2 години е многу мал период, меѓутоа ние имаме сериозна агенда. Најпрво работевме на легислативата, односно донесовме закон за енергетика. Во финална фаза сме со законот за обновливи извори од енергија. Што се однесува до проекти, се започна тендерот за изградба на газ интерконекторот со Република Грција и до 13 јули е рокот за исто така Македонија-Србија, што значи дека и тој ќе почнеме да го правиме. Се разбира и со електрично поврзување интерконекторот со Албанија се започна проектот и исто така имаме и многу чекори исполнети од реформската агенда до сега. Во однос на реформската агенда ја споминавте, кај вас има одреден напредок, дали ќе се запазат сите рокови што до сега е направено, што уште останува да се направи? Да, ние ги исполнивме сите чекори. Оваа недела беше испратен и пакетот за интеграција на пазарот, беше испратен до Европската комисија и што се однесува до нашите обврски, ние ги исполнивме сите чекори и се надевам дека тоа ќе биде позитивно оценето и секако средствата ќе бидат доставени до нас. Така, се поизвестно е дека ќе има мировен договор меѓу САД и Иран и дека ќе се смират тензиите на Блискиот Исток. Како оценувате овие месеци, како Македонија помина енергетската криза, дали поминавме добро, имаше одредени мерки, кои се вашите очекувања за наредниот период, особено во делот на цената на газот и нафтените деривати? Јас мислам дека Македонија одлично се справи со кризата, впрочем и резултат на тоа беше тоа што имавме најевтини, убедливо најевтини горива во регионот и во Европа. Што се однесува до мерките, имавме 2, меѓутоа таргетирани мерки. Кога сметавме дека е потребно, го намаливме ДДВ-то и секако ја намаливме акцизата, меѓутоа секако ги пратиме цените, ги пратиме берзите. Денешната цена е $77, што значи дека веќе тоа почнува да се прелеваат тие цени и кај нас. Сигурност една следува во следниот период и нема да има покачување на горивата. Така, денеска кажавте една добра вест, дека конечно македонскиот рубин излегува од она сива зона, да речеме, и дека конечно ќе добие институционална заштита. Што ќе значи ова за бизнисите кои што ќе сакаат да вршат експлоатација? Дали Македонија може да развие ваков бренд и дали има стратегија за промоција? Конечно, после долги месеци, денеска добивме од Заводот за индустријска сопственост добра, одлична вест дека македонскиот рубин е конечно заштитен. Тоа значи дека Македонија конечно се грижи за своите минерални ресурси. Тоа значи дека македонскиот рубин сега ќе биде препознаен како бренд во Европа и во светот. Ние правиме и нов закон за геологија, каде што посебно ќе обрнеме внимание на се што е македонско и ова е само еден чекор, ќе се обидеме да ги заштитиме и останатите минерални суровини. Така, оно што граѓаните најмногу ги интересира се сметките за струја. Напоминавте дека државните електрани ќе покријат 70% од потребите на универзалниот снабдувач. Што ќе значи ова за крајната сума која што граѓаните ќе треба да ја платат? Дали може да се очекуваат промени во цените и дали тие би биле нагорни или надолни? Еве ние гледаме неколку промени, тие што ги пратат цените. Во 2017-та можевме да забележиме цени на берзата од 700, 800 или 1000 евра за мегават час. Тоа се е променето, сега гледаме 0. Тоа значи дека имаме многу сати од денот кога цената на електричната енергија е 0. И тоа секако се гледа и во нашата берза и во регионот. Тоа може да се искористи за доброто на граѓаните, односно да се произнесат и сите други чинители на ова, значи регулаторната комисија ги разгледува овие блокови, но тоа значи дека може да се купи многу поевтина енергија и дека се надеваме крајниот ефект ќе биде и пониски сметки. Благодарам за разговорот. Да, колку тоа беше разговорот со министерката за енергетика Сања Божиновска во делот на најважните прашања од областа на нејзината надлежност.